Лавре Механџиски е иницијатор на првата бесплатна граѓанска клиника, правна граѓанска клиника се извинувам, која се формираше и започна паралелно со првиот академски час. Еве, ова е нова вест за обесправените, би рекле, во Македонија, бидејќи за прв пат се формира вакво нешто. Какво е чувството? Видите, како член на јавност, денеска и официјално се формира, да речем, стартува граѓанската правна клиника. Ова граѓанска правна клиника ќе биде клиника за сите граѓани во Македонија, без обзир во неа, таа нема да биде партиска, нема да биде пропартиска, нема да биде пропопулистичка, нема да биде, како да кажем, прокомерцијална, туку таа ќе биде клиника во која ќе имаат право сите да пристапат граѓани на Република Македонија со сите своји изгубени битки во правосудните органи, а каде се сметаат дека правосудниот систем ги унакажал, им го земал правото, им ги одземал шумите, станот, дученот, детето, и сето тоа ќе биде, како да ви кажам, тема на работењето на таа клиника која ние во неа веруваме, бидејќи таа ќе биде поголем представник на народот од самиот народен правобранител. Народот правобранител го бира владата, администрацијата, а ова граѓанска правна клиника ќе има сите граѓани и секој пат ќе биде отворена. Нема да има потреба од упути, нема да биде мој термин, туку ќе бидат едноставно прифатени во најтешките моменти. На овој народ на кој се исели од причина што правниот систем, правосудството, политичкиот нестабилен, како да кажам, таков синдром, кој ниедна влада не ги исполнила своите исполнување од 90-те години, секој обечава, а никој ништо не направи. Затоа ние стануваме во заштита на тие луѓе што стана, колку сме, толку сме. Ние ќе им помагаме. Ние мислам, бидејќи ова граѓанска правна клиника има ангажирање на сите потенцијали од правната струка, од медицинската, од вештичките, кои сите можат на некој начин да му помогнат на нашиот граѓанин. Затоа посебно сакаме за нашите граѓани од Беро да им кажам, тука ќе биде и прво со, како да речем, со настаните во шумарството, настаните во управата за јавни приходи, во катастерот, во МВР, во земјоделската, да речем, сите се знаат тие веќе имиња, али тоа е само вертура, бидејќи тоа не е прв час, не е ни втор, првиот го завршивме, прво предавање изјава го завршиме, ова е само дел од изјавата, бидејќи сега во втората емисија ќе стартуваме со една правна клиника во која веќе имаме легитимитет да зборуваме и да ги застапуваме и да бидеме рамноправна странка во парница и во тековите постапки, а и во завршите постапки. Затоа, такова слободно ги храбрам граѓаните на Маршевијата, на Талчево, поготово со овој настан, дека ние ќе дадеме можност, нормално, дека нема да има навирање, а во исто време не само тоа, тука ќе бидат сите, како да речете, во државата, сите судови, сите обвинителства, сите општини, градови, републички, сите, и катастерски, и пазарни инспекции, сите ќе бидат во, како да кажем, обсервирани во нивните, да речем, промашени, намерни, злонамерни одлуки каде патат граѓани. Затоа ние сме на страната на ние сме народна граѓанска правна клиника и затоа луѓето може слободно се оправат да се обратат. Тоа ќе биде веќе дадено на оглас, ќе имаме посебен сајт и тие ќе се бидат примери. Благодарам и на вашето студио уште еднаш, вие што го пратите, што им возможувате како сервис на Беровско, как кажам, Дојчинскиот, Маршевско, Перчинскиот, а во исто време гледате дека вие веќе почнувате да бидете и во цела република и во надвор гледан. Бидејќи секој пат сте за актуелните и правичните емисии, правичните носители, правичните телевизии. И дали тоа од локален карактер, дали од пошироко или од, како кажам, професионални, како да кажам, мотиви кои се потребни да се обсервираат од ваша страна и да се пронесуваат на нашите граѓани кои ќе ни бидат најдобар судија, критичар за тоа што го збориме. Благодарам многу и на вас на поканата.